Другото прашање, Јон Фрчковски, зошто е исклучен Шилегов од СДСМ? Благодарам, Билјана. Прво, одлуката за исклучување на Шилегов, односно иницирање на постапка за исклучување, донесе извршниот одбор на завчерашната седница консензуално. И причината за тоа генерално е за тоа што таквиот начин на действување на Шилегов буквално донесе корист само за ДПМН во изминатиот период. Да подсетам дента на интервјуто негово, ние имавме буквално отварање на една сериозна бизнис мрежа на Мицковски, на ДПМН, поврзана со потенцијален нивни бизнис во енергетика. И ова не е ни прв таков настан, затоа што тоа се случува многу често. Многу често кога ДПМН сака да избега од темите со кои што се соочува, отварањето на групата на акт, бомби, тендери, криминали, еден од начините преку кој што тоа го тргаат од медиумите или буквално прават дефокус од темата е со обиди за раздори внатре во СДСМ. И тоа што го кажа председателот на пресконференција и генерално ставот на извршниот одбор. Така таквото однесување овде треба да престане. Добро. Обвиненијата кон Шилегов за рушење на СДСМ се дека го руши практично ВМРО од внатре. СДСМ го руши. Кои се вашите докази? Па, со тоа почнав. Да. Гледајте пресконференцијата на СДСМ во неделата и како денот заврши. Секогаш кога нема начин да се покрие некоја тема која што е од јавен интерес, која што зборува за Ама тоа не е доказ. сомнежи за криминал и корупција на... Дали имате тајни разговори со на Шилегов со ВМРО, ДПМН? Или други докази? Не би можел јас да зборувам за тоа, ниту пак знам, можеби председателот има повеќе информации, меѓутоа јас искрено не можам да констатирам нешто што не го знам. Меѓутоа и не само индикативно, туку многу очигледно е дека во секоја ситуација кога на ВМРО му треба оружје против СДСМ за дадена тема, се случува ваквите јавни излегувања на другарот Шилегов. Така да, што повеќе доказ од тоа, што треба да седиме, да трпиме, удари и да се бавиме со партијата внатре, наместо да продолжиме со обезличување на криминалот и корупцијата на власта. Мислам дека немаме време за првото. СДСМ е консолидирано, имаше конгрес кој што помина успешно и од тој момент натака влезе во сериозна офансива против ДПМН. Го нарековте другарот Шилегов пред малку. Тоа значи дека останува другар на... Петре Шилегов мене од кога памтам за себе во партијава, односно можеби некаде кон 2014-та сме поминале многу борби тука заедно, бил наш портпарол. Останува другар? Кампањи заедно, бил наш градоначелник, за мене ако ме прашате најуспешен градоначелник на Скопје. Дефинитивно ако го споредиме со тоа пред него и по него, така да лично не можам да кажам дека го доживувам нити како непријател, нити како опонент. Едноставно ова е партиска работа у која што партијата сака да се заштити од влијанието кое што на некој начин ДПМН го импонира внатре. Добро, тоа значи... Така да не гледам проблем во тоа што кажав другарот. Да. Петре. Не знаете што е прашањето. Ако велите другарот Петре, другарот Шилегов, тоа значи дека вратата сепак му е отворена во СДСМ. И покрај исклучувањето, доколку се извини можеби? Не е тоа на мене да го констатирам и да одлучувам, нити можеме да знаеме времето што ќе ни донесе. Добро. Така да сепак извршниот одбор иницира постапка, не го исклучи директно, статутарно треба да помине постапка, не ни може. Ќе помине? Секретарот на партијата ќе ја спроведува. Така да од сега натаму назад од тоа нема. Како ќе заврши, повторно не сакам ништо да преюдицирам, меѓутоа ставот на председателот и на извршниот одбор беше тој. Да, добро.
Во јануари го обвинивте Шилегов, сега морам да цитирам, дека неговото предавство на СДСМ и на членови на СДСМ е очекувано, имајќи ги предвид некои склоности како пороци, приватни слабости и долгови. Сега, кои се тие пороци, приватни слабости и долгови е моето прашање? Видете, јас како индивидуа, како јон, не можам и не сакам да се бавам со тоа. Јас се бавам со неговата активност, јавна активност во рамките и надвор од СДСМ. Така да не ми е воопшто битно кој што носи во позадина и дали. Клучно, парем за мене лично, е политичката активност и штетата која што тоа ја носи на СДСМ во овој момент. Тоа значи се оградувате од ова соопштение и ставови? Не, едноставно јас зборувам на интервјуа, така да не би сакал и тоа воопшто не е мој стил да се бавам со тој наратив. Едноставно се бавам и тоа Велите дека е грешка? Го изјавив уште пред извршниот одбор дека проблематично во односот е начинот на кој што е поставен во однос на СДСМ и активностите од кој што тоа повеќе пати го кажав, профитира за жал само ДПМН, а јавноста 2 дена се дефокусира. Ние збориме за бизнис мрежа на Мицковски во енергетиката, факти презентираме, наредните 2 дена се бавиме со теми и наслови исклучиво поврзани со СДСМ. Така да од таа причина мислам дека тоа е суштината на проблемот. Моето прашање е едноставно. Не може ли господски да се разреши овој конфликт? Верувам дека имало и обиди господски да се разреши или барем со диалог тој конфликт и да се интегрира во структурите назад на СДСМ. Господинот Шилегов, меѓутоа, гледате како завршиле. Очигледно тоа однесување е повторливо, репетитивно и тука зборите, односно гледате дека нема тенденција од другата страна. И на крај на денот СДСМ треба и мора да продолжи со она што го прави. А тоа е да се реорганизира внатре и отворено и силно да се бори со неспособноста на власта. Се друго, и доколку дозволите било какви други процеси внатре да ја разоруваат СДСМ, е дефокус од таа борба, така да во еден момент треба да се постави јасна граница на тоа. Добро, имате ли дебати во СДСМ? Дали Шилегов излегувал и го кажувал своето незадоволство? Искрено, од кога јас сум тука, смејате години нешто две, немало ситуација во која што Шилегов дошол и дебатирал на одредена тема. Веројатно дебатирал, имал повеќе разговори со председателот, а на страна од тоа дебати во СДСМ има, секогаш имало и ќе има. Напротив, воопшто не сме партија која што има проблем со различни мислења, со полемики, но не јавно. Од еден до друг крај. Дали се тоа конгресите, централните одбори, извршните одбори, состаноци по општинските организации, но суштината е ставот на партијата на крај да биде консензуално изграден и да биде еден. Така да дебатите се водат во рамките на партијата и никогаш во СДСМ тоа не било проблем. Ниту пак сме имале ситуации во која што некој поради дебата бил цензуриран или третиран као Но во рамките... Во рамките на партијата, секако затоа постојат и состаноците на различни нивоа на партијата. Да. Вам ви пречи јавно кога излегува и ве критикува? Не ни пречи тоа што било кој излегува јавно и не критикува, да не се сватиме погрешно, бидејќи повеќе пати го повторив тоа. Нас ни пречи што единствен бенефит од тоа добива ДПМН. Јас сега не зборувам, тоа е целно е така, случајно е така. Фактите се тие. Ние 3 дена се бавиме со прашања врзани исклучиво со СДСМ, додека имате покачување на гориво абнормално, без никакви мерки, покачување на цени на јајца на 300 денари, зејтин 100 денари, немање проактивност од власта ни на тоа прашање, неспособност
тотална, имаме именување. Впрочем, денеска додека снимаме на нов шеф на регулаторната комисија за енергетика, еден еклатантен пример на судирни интереси. Доскоро зборевме за неговата сопруга која што беше именувана во судскиот совет, градење на една мрежа на Мицковски и на ДПМН, кој што ги фаќа сите полуги за бизниси со енергија. И тоа не допира до јавноста. Зашто? Затоа што ние се бавиме и отвараме прашања кои што не се прашања внатре. Така да, од тој аспект зборувам, фактите зборат за тоа дека е проблем. Не имаме ние проблем со критика према СДСМ. На крај на денот има многу партиски другарки и другари кои што имаат различни ставови, критики, некогаш и неосновани. Тоа е нормално во една голема партија. Но јавно кога говорат, тогаш го свртуваат фокусот, наративот станува СДСМ. Акцентот се става на СДСМ. Па ќе кажам, зависи која е интенцијата на говорењето. Некогаш од одредено јавно говорење не се продуцира таква ситуација на раздор. Велите дека Шилегов е премногу моќен и влијателен? Не, велам дека беше премногу тенденциозен. За да го постигне тој ефект. И предолго трае? Па трае. Ако се сеќавате, бев на кај вас на емисија пред неколку месеци кога имаше исто ваква непосредно ситуација. Значи, тоа е подолг период. Да. Колку време можете да трпите? Кој е прагот на толеранција на СДСМ? Мислам дека одлуката на председателот и на извршниот одбор е дека толеранцијата тука завршува. Да. Неколку месеци Така да, веќе тука се става крај. Па повеќе од неколку месеци, мислам дека трае повеќе и дури од година. Може би. Дајте, зошто ве прашувам, и Славјанка Петровска излегува прилично остро и со критички ставови, високи тонови кон СДСМ. Пак ќе кажам, не секоја дебата во и надвор од СДСМ го има истиот ефект. И не прв пат било кој од структурата на СДСМ на било која ниво да има различен став. Проблемот е кога тоа помага на ДПМН во прикривање на се она што не сакаат да биде видено и чуено од наша страна. Оваа ситуација беше баш таква. Велите дека Славјанка Петровска може да продолжи да ве критикува? Не велам ништо и не сум навлегол во анализирање на настапот на другарката Славјанка, искрено. Добро. А сега можеме да заклучиме дека на Шилегов му ја отворате широко вратата за да се приклучи кон онаа фракција незадоволни Игор Ивановски, Шема, Андреј Петров. Која е таа фракција? Па има шпекулации дека има таква група која има различни планови. Искрено да ви кажам, официјално на вистина не знам ништо. Веројатно и вие како новинари немате повеќе од шпекулации. Меѓутоа, она што за нас е битно е фокусот на борбата против неспособноста на власта и ДПМН и буквално се од надвор што ќе руши таа борба внатре во СДСМ ќе биде третирано исто од страна на председателот и на извршниот одбор, затоа што ние немаме време, а и државата нема време, власта да прави што сака, да биде тотално посветена само на сопствениот бизнис, а ние да се бавиме внатре со кој што сака, смета и слично. Затоа што нема друга опозицијска партија која што може тоа да го прави наместо СДСМ. СДСМ е единствената, најсилна и неорганизирана вистинска опозицијска партија која што треба да продолжи во оваа динамика на работа. Добро. Не мислите ли дека со тоа што ги исклучувате еден по еден членовите ќе овозможите окрупнување на тоа ново движење кое можеби ќе прерасне во партија
Говорам за Игор Ивановски, шема за Андреј Петров. Прво, за не мислам дека состојбата во СДСМ, во општинските организации на СДСМ, енергијата околу раководството на СДСМ постконгресно е таква да било каква иницијатива би окрупнувало. Иако пак ќе кажам, зборувам со резерва, не знам за каква иницијатива и дали некаква иницијатива постои. И мислам дека на вистина треба да го задржиме фокусот онаму каде што ние. Бидејќи ДПМН сериозно се обидува да дефокусира на секој начин, треба да се посветиме на тоа што ние приоритета, тоа е борбата против криминал и корупција и подобри услови за живот во едно тешко време за граѓаните. Јани Макрадули исто така пишува за некаков фронт за промени, фронт што обединува, вели грижата за СДСМ не е молк. Првиот чекор започнува од сопствениот двор, кога говори дека Македонија мора да се промени. Се одметнува ли Јани Макрадули исто така од СДСМ? Со должна почит кон Јани не знам, многу малку де утринава го видов тој пост и не знам што значи и дали нешто најавува. Може би треба да го третираме едноставно како искрени пораки и намери за генерално обединување околу лидерот на партијата во борбата против власта, така да би било неумесно да му го толкувам постот на Јани што сакал да каже, бидејќи може да погреши. Ќе го прашате, предпоставувам, што мислам да кажам? Ќе видиме како ќе се одвиваат настаните. За сега го прашуваме Мицковски кој е Душан Адамовиќ. Тоа ни е побитно и зашто го крие. Кој е Душан Адамовиќ? Уште едно прашање што треба на премиерот да го адресирате, меѓутоа од она што СДСМ го говори, ова што зборуваат податоци и она што го зборуваме јавно на пресоби, он да рекорд Душан Адамовиќ е почесен конзул во Србија. Именуван скоро. Меѓутоа, податоците кои што ги имаме е дека е многу повеќе во една спрега на бизнис енергетски шеми, која што ја поврзува директно Македонија и Србија, односно ДПМН и СНС. Односно премиерот Мицковски, кој го обвинуваат. Премиерот Мицковски, па и Вучич во Србија. Затоа што Адамовиќ, од она што го знаеме, и е така бил функционер на СНС, близок до председателот на СНС и на Србија. Да. Добро, но тој... И таа спрега во една шема која што ја објавивме завршува со офшор компании во Кипар, поврзани со друга компанија Руднап, каде што нашата актуелна министерка Божиновска своевремено имала одредена активност како управител и слично. Паралелно на ова, гледате мрежа по институциите на луѓе кои што се директно поставени од премиерот и се некако во склад на целата ова енергетска структура. Имате, спомнавме, директно од ВМРО ДПМН нов човек на регулаторната комисија за енергетика, кој што до сега, односно до скоро, токму во тој бизнис работел. Во изградба на мали хидроцентрали, бизнис кој што го затвара, односно го префарва непосредно пред превземање на функцијата. Имате нова веде, ако не грешам, директорка Ефимија Димовска на Развојната банка, сопруга на поранешен бизнис партнер на премиерот, исто во бизнисот со хидроцентралите. Развојна банка која што своевидно и ги финансира ваквите проекти во државата. Имате нов човек во РЕК, кој што и медиумите и податоците го поврзуваат со некаква блискост со фамилијата на Мицковски, поранешен советник на Божиновска, така да ако ги споиме сите работи, премногу е очигледно за да биде случајно. Тоа е една мрежа која што има за цел буквално да ги фати сите полуги во оваа сфера. Енергетиката, трговијата со струја. Имаме уште многу работи кои што не би сакал да ги зборувам сега, бидејќи официјално ќе ги отвориме различни компоненти, делот од истава структура. Така да очигледно најсилниот фокус директно на премиерот е овој бизнис. Добро, имате докази за криминална шема? Самото постојање на шема
е спорно. И тука не навлегувајте дали е таа криминална, дали е одреден акт во функционирање на шемата е незаконски или е законски. Едноставно ставате шепа на цел еден бизнис сектор кој што веројатно носи најмногу пари. Визави тоа имате покачување на цените на енергенсите, имате покачување на цените на струја и се на кој начин при постоење на ваква мрежа власта ќе се справува со високите цени. Тоа го спомнавме и на една пресконференција. Која е интенцијата на ново име во РЕК? РЕК да работи поефикасно или РЕК да работи помалку? Затоа што кога е второво ситуација, тогаш ви се јавува потребата за купување на поскапа струја од надвор. Нешто што предпоставуваме и ќе го докажуваме во иднина како се реализира и каде завршува. Споменавме дека имаме дополнителни информации и документи за развој за ширење на оваа бизнис шема и во Чешка, завршува во Австрија, но тоа потоа. Добро. Кажете ми дали сите овие докази кои ги имате однесено во јавното обвинителство? Искрено, додека не ја затвориме оваа шема, не би комуницирале со ниедна институција, затоа што имаме се уште работи кои што треба да ги објавуваме. И второ, она што е битно е, може би и немате директно материјал за во јавното обвинителство. Но фактот кои луѓе сега се назначуваат на одредени институции поврзани во сферата на енергетика зборува сам за себе. Така да некогаш непостоењето на, како да кажам, опиплив криминал не значи дека не постои бизнис мрежа која што има за цел на крај на денот профит. Му оставате на обвинителството да ги Не оставаме ништо, туку во еден момент она што сметаме дека е битно, има простор, ќе го иницираме институционално. Верувате во новиот државен обвинител дека би покренал некаква истрага? Заради тоа што тој искрено да ви кажам, неспорно, законите се такви, тој мора да биде своевремено предложен од владата. Меѓутоа, би било наивно и глупаво ние да поклонуваме на било кого доверба кога доаѓа како предлог од ДПМН, затоа што видовме многу кадри кои што дојдоа како предлог од оваа власт, како се однесуваат. Така да е најдобро времето да покаже како ќе се однесува новиот јавен обвинител од аспект на CV, да, веројатно имаше брилијантно CV бекграунд за позицијата што треба да ја обавува, но тоа не значи ништо буквално. Еве, имаме иницирано предмети, онаа тендерска шема која што акт на СДСМ објавуваше се уште стои поднесена во антикорупцијска еден дел можеби во обвинителство, така да дека ни покаже. Добро, на крај се. Благодарам за овој разговор. Фала ви.